У Тето поголема е веројатноста да преживиш ако престанеш да дишиш, него ако дишиш. Ова е еден од коментарите на Дамир Незири, активист од Тетово, кој често се шегува на своја сметка, но и на сметка на своите сограѓани, кои деновиве се сред нов бран на екстремна загаденост во воздухот. Незири е познат на социјалните мрежи и по неговите прозивки на градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, на која честопати и посакува добро утро со најновите индекси на загаденост во градот. За Гласот на Америка на македонски јазик вели дека неговите јавни сатирични забелешки се одлика на она што тетовчани го говорат меѓу себе на дневна основа, кога ќе се сретнат на улица, во кафеана или продавница, но не и јавно. Градоначалничката не одговара на јавните прозивки, но тој вели не ни очекува. Она што ме радува од една страна и што мислам дека беше една од моите цели е да се поттикнат граѓаните јавно и отворено да зборуваат за проблемите и гледам дека се повеќе и повеќе се случува тоа. Неодамна во градот беа измерени дури 915 микрограми PM10 честички на метар кубен. Максимално дозволената граница во Европската Унија е 50 микрограми на метар кубен. За оваа сезона мислам дека 915 беше рекордот кој што го достигнавме. Буквално можеше да се вкуси воздухот во тој момент на Тетово. Веса Палоши Букла, председателка на Друштвото на екологисти во Тетово, вели дека градот урива рекорди во загадување на многу светски индекси за мерење на воздухот. Тоа значи дека деновиве имавме на 101,35 микрограми PM10 честички во воздухот. Ова значи неколку пати повеќе отколку да речеме во Пекинг, во Сан Пауло и другите метрополи, светски метрополи. Причини за големото загадување во Тетово има многу. Најчесто се посечува на дивата депонија на самиот влез на градот, фабриката Југохром, бројот на возила. Она што нас ни недостасува во моментов е длабинска и експертска анализа која што ќе покаже кои се загадувачите и која што ќе даде насоки како истото треба да се третира. Но такво решение не доаѓа од општината Тетово. На нашите обиди да добиеме коментар од надлежните, тие не одговорија.